لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu, dragi brake, počituvani sestri. Eve, konačno, благодарение на возвишение от Господа Allah subhanahu wa ta'ala, во здравје, во расположение и во среќа, инша Аллаху Теала, гото чекуваме и крајот на овој благословен месец на Аллаховата милост, месец исполнет со Аллахови благодети, месец во кој што, инша Аллаху Теала, сите заеднички се трудевме и индивидуално секако, се трудевме да го оправдаме императивот на верувањето во Господарот Аллах субханаху ва таала. Се надевам, инша Аллаху таала, а верувам дека и вие сите се надевате, сите ние полагаме надеж во возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала дека овој месец на Аллаховата милост сме го минале само во оние работи и во оние дела од кои што Господарот Аллах субханаху ва таала е задоволен и го молиме возвишениот Аллах джеле ше'нуху да не бидеме од они кои што пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги спомнал во неговиот хадис кога рекол регуме енфу реджулин едреке рамадане фелем јухфер леху, пропаднал и пропаднате и самиот се осудил на пропаст тој човек кој што жив и здрав го дочекал Рамазан, а не заслужил Господарот Аллах субханаху ва таала да му ги прости гревовите. Драги и почитувани мои, не случајно во ова наше предпоследно рамазанско обраќање стоиме на ова место, стоиме во харемот или во дворот на Иса беговата џамија во Скопје. Позади мене е добро познатото место каде што се поставуваат табутите, добро познатото место каде што секој еден од нас тука еднашка во животот ќе биде положен кога луѓето ќе му клањаат дженаза. И токму од ова место си го поставувам себе си прашањето, а ве прашувам и вас, дали сме на вистина од оние кои што ја заслужиле милоста на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала во овој месец Рамазан. Господарот луѓето ги поделил во две групи. Едната група ќе се радува на неговата милост, ќе влезе во дженнетите на неговата благодет, другата група избрала на своја штета, ја избрала пропаста, ќе заврши во џехеннем валијаду билlah. Дали сме од тие кои што ќе се радуваат на судниот ден, кога Господарот субханаху ва таала дава пластичен приказ за тие две групи за кои што ќе збориме во наредниве неколку минути. Првата група е токму оној срекникот кој што живеел со Аллаховата вера, кој што ни за момент не ги заборава своите обврски кон Господарот субханаху ва таала. И кога ќе му биде дадена книгата на неговите добри дела, тој ќе каже целиот среќен, радосен, озреан, бидејќи знае дека во вечноста ќе ужива. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatin radiya. А оној кој што книгата на своите добри дела ќе ја земе во својата десница, радосен, ќе ја покажува и ќе трча меѓу луѓето и ќе се фали. Еве, видете го ова е книгата на моите добри дела. Јас бев убеден дека денеска ќе полагам сметка пред својот Господар. Фехуа фи ишетин радија. Ете, токму таквиот ќе биде во вечниот прекрасен живот, каде што само ќе ужива. Меѓутоа, другата група, кои што секогаш немоглуво и слепо поминувале покрај јасните докази на Господарот Аллах субханаху ва таала, кои допуштале секој Рамазан во животот да им мине во немар, да им мине во заборав, Господарот субханаху ва таала вели за тие несрекници: "Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam adri ma hisabiya." А оној чива што книга на негови дела ќе му биде дадена во неговата левица, ќе каже сиот тажен, разочаран.
што луѓето денеска го нарекуваат депресија. Меѓутоа таа депресија ќе му трае во вечноста, валијаду билля, и ќе каже камо среќа да не знаев дека овој ден ќе ми се случи, да полагам сметка. Хелеке анималие, пропадна мојот имот, пропадна мојата сила, пропадна сето она на што се потпирав во животот на минатиот свет, тоест дуњалукот. Тогаш, во тој момент, кога ќе види какви тешкоти, какви маки, какви тегоби и какви казни ќе го чекаат, ќе заборави дека некогаш во животот на овој свет барем малку почувствувал убавина и благодет. Го молиме Господарот Субханаху ва Таала да бидеме од првите, да бидеме од оние на кои што книгата на добрите дела ќе им бидат дадат во нивната десница, а никако во нивната левица. Го молам возвишениот Господар Субханаху ва Таала, а и молете го вие со мене да бидеме од тие кои што Господарот Субханаху ва Таала им ги простил гревовите во Рамазан и ги ослободил од джехенемските синџири на идниот свет, благодарејќи на милоста на возвишениот Господар Субханаху ва Таала, па потоа на она, инша Аллаху Теала, што Господарот Субханаху ва Таала ни го дал од благодат во овој благословен месец. Вассаламу алейкум ва рахметуху ва баракатуху.